Добро вечер. Во зборот на повеќето непријатни обично вести за стопанските движења кон крајот на минатата година, вестите за загубите, неликвидноста, недостигот пари и слично, пријатно одекнаа две вести во дневниот печат. Имено беше јавено дека југословенските производители на автобуси склучиле договор за извоз на 2000 автобуси во Полска, што е сделка од големи размери и европски и светски, не само наши југословенски. Од оваа бројка, Скопската фабрика за автобуси 11 октомври треба да произведе 1400 автобуси. И другата добра вест се однесува на оваа фабрика, таа ги повика своите поранешни работници кои сега работаат во странство да се вратат во својата фабрика. Одејќи по трагата на овие две дневни вести, ја посетивме деновиве фабриката за автобуси 11 октомври и ја подготвивме оваа репортажа. Јас се викам Предраг Јаконовски, иначе сум овде као чирак од 45-та година во оваа фабрика. До денес уште работа. Не сум го сменил нигде предпријатието до сега. Дали можете да ни кажете некои покарактеристични моменти од развојот на вашата фабрика? Да, можам, с обзир на тоа да заедно сум растал со неа. Она е почната од еден врло стар мајстор Димче Хаджитомич, со кого сум учел јас занат. Воедно и најдобро сеќавање ми е тоа што сум имал прилика да гледам како наша фабрика расте со овие стручњаци, со овие инженери, со овие мајстори кои денеска ги има наша фабрика. Значи ли тоа дека сте вие задоволен од ова? Да, апсолутно сум задоволен со обзир на тоа да и ја имам поарен живот него ли што сум имал порано и врз база на тоа ми е и поарно и поголема фабрика имаме него што сме имали некој пат. Другар Пулевски, пред да го почнеме разговоров, должен сум да кажам дека сум импресиониран од оваа гледка во вашава нова фабрика. Зашто до само пред неколку години, поточно пред 4 години, сличен разговор водевме во многу поинаков амбиент. Затоа накусо кажете неколку технички податоци за новава фабрика. Новава хала во која тренутно сега се навоѓаме, ја имаме изградено пред прошлата година и свечано ја пуштивме во погон на 11 октомври 71 година. Истата има покривена површина од околу 20.000 метра квадратни и максимален технолошки капацитет од 1500 автобуса годишно. Таква хала во Западна Европа е меѓу најголемите. Може да се каже дека поголема хала за производство на автобуси има западно-германската фирма Мерцедес, додека останалите фабрики имат по површина помали фабрики за производство на автобуси. Овде во оваа хала ние произведуваме три типа автобуси. Едниот тип, Санос, како ние го викаме, тоа е скратеница од самоносечи автобус. Тоа е автобус наша собствена конструкција. Ние го имаме правено заедно со членките на нашето здружено предпријатие ФАМОС од Царево, кој ни испорачува мотор мењач, ФАП од Прибој, кој ни ги испорачува осовините, а потоа овде сето тоа се склапа и се финализира автобусот. Другите два типа автобуси ги работиме од миналата година па на оваму по лиценца на западно-германската фирма Мерцедес. Едниот од нив, О302, е меѓуградски автобус, а другиот, О317, е градски автобус. Во нашиот автобус, например, Санос, уградуваме негде околу 15.000 дела. Во другите два автобуса има повеќе делови, затоа што тие се и посложени и на повисоко техничко ниво. Во еден автобус има негде околу 7.000 до 8.000 метра различити каблови за електроинсталација. Кајна продуктивноста скоро и да не можеме да измериме колку за овие 10 години се зголемила. Јас само ќе ви кажам дека, например, таму негде 62 година или 57 година, ние еден автобус кој беше многу попрост по конструкција и во кого градувавме многу помалку делови,
го правевме негдека за околу 6000 норма часови. Ако се има во предвид дека сега еден автобус го произведуваме за околу 1700 норма часа, ондак може да се свати дека тука се работи за едно зголемување од повеќе од 3,5 пати, односно 350 на 100 зголемување на продуктивноста за овие спомнати години. Другар Кулевски, вие сте еден од првите проектанти на оваа фабрика и од првите конструктори. Веројатно имате нешто останато во ваше сеќавање од преломните години. Па као конструктор на нашите каросери, с обзиром да работам во оваа фабрика од 47 година, навистина имам многу сеќавања, имам многу различити моменти доживеено во фабриката, многу радосни денови, многу денови скопчани со големи тешкоти, со големи проблеми. Посебно нешто би можел да издвојам, например, ако заиме првото наше излагање на наш автобус, односно на наша каросерија на Загребачкиот сајам во 53 година, кога не посети и маршалот Тито и кога нашата каросерија на Загребачкиот сајам беше нешто до тогај ненаправено во Југославија. Тогај бев со голема радост, се разбира, бидејќи во конструкцијата на тој автобус и јас и сите мои соработници имавме вложено голем труд. Сега исто така, со обзиром да во фабриката учествувам на многу полиња, почнувајќи од конструирањето на автобусот, па до неговото финално произведување, вложувам голем труд и заедно со моите соработници, заедно со сите членови на фабриката и наравно имаме големо задоволство кога ќе видиме на патиштата трчат автобуси произведени кај нас, произведени од нашите раце. Во моментов се наоѓаме во мощна модерна проектантска хала. Бидете љубезни ако сакате да се посетите на проектирањето на вашиот прв автобус. Првиот автобус кој го конструираме таму негдека уште 47 година, одма после ослободувањето 46 година, ни оддалеку не беше конструиран во вакви современи услови, во вакви добри услови за работа. Ние тогај немавме ни една цртачка табла, на зид стававме обични папири и на тие папири со неодговарајќи ни оловки ги повлекувавме првите линии, првите кривини на каросеријата и директно од тие папири после тоа вадевме одговарајќи шаблони и по истите вршевме изработување на поедини делови и монтажа на самата каросерија. Сега тоа се разбира неупоредиво подругојачие и наравно неупоредиво подобро. Имаме чест на денешниот ден, после толкави постигнати големи успеси, да пуштиме уште еден мал наш погон кој ќе се